Ние неверојатно сме една ретка држава каде поранешна компанија на премиерот ќе ја гради една од најголемите фотоволтаични централи, додека нашата државна компанија за производство на струја тоне во долгови. Но ова не е единствено име од случајот Делчевски ниви кои влегуваат во бизнисот со струја. И Дарко Ќурчевски, повторно сомничен во Делчевски ниви со неговата фирма Герман Енерго Солушен до Пекчево, ќе гради фотонапонска централа. За Дарко Ќурчевски е познато и од претходно дека е собственик на други фирми кои добивале сомнителни тендери, истовремено и како адвокат го застапува сегашниот министер Панче Тошковски, со што де факто се потврдува и поврзаноста на овој бизнисмен со струја со партијата на власт. И јас ќе ги наведам само кратко и другите партиски лица кои ќе се офајдат од бизнисот со струја во најсиромашната држава во Европа со највисоки сметки за струја. Во бизнисот со струја влегува и газдата на градежната компанија BC Ивица Георгиевски Фреди, за кој се шпекулира дека е близок пријател на вице-премиерот Николовски, кој не подпишува дупови во Карпо за да расте цената на квадратот. Влегува братот на Ивица Георгиевски Фреди, Бранко Георгиевски, со фирма која нема вработени и нема приходи, но ете амбициозно ќе го гради првиот ветерен парк од македонска фирма. Ќе се офајдат и фирмите на функционерите на СДСМ, па така поранешниот градоначалник на Кисела Вода Филип Темелковски ќе гради енергетски објект со фирма каде има речиси 50% учество. Фотоволтаична централа ќе гради и синот на поранешниот пратеник од СДСМ Хари Локвенец, односно Илија Локвенец. И сега додека се редат имиња на функционери во бизнисот со струја, резултатот е државната ЕСМ да ја заврши годината со робусни 108 милиони евра загуба. И сепак ова е неофицијален податок од изјава на директорот не само Зунчев, затоа што барем за прв пат не е официјално објавена завршната сметка на сајтот на ЕСМ.